денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Финансиската криза што ја донесе ковид пандемијата придонесе за зголемување на случаите на семејно насилство во Гостивар. Од денеска возачите ќе треба да платат повисоки цени за паркинг во Тетово. Зголемена е сумата за паек службата. Сите заинтересирани за скијање и планинарење прво да се едуцираат за опасностите во планина, велат представниците на спасителните служби. Финансиската криза што ја донесе ковид пандемијата придонесе за зголемување на случаите на семејно насилство на подрачјето на Гостивар. Безпарицата го буди нетрпението и ги прави луѓето агресивни, велат психолозите. Маж ја истепал сопругата, син се нафрлил врз родителите. Ваквите случаи кои полицијата ги бележи во дневните билтени, изминатиот период зачестија во Гостивар. Семејното насилство од секогаш било присутно, но ковид пандемијата значително ја влоши состојбата, подвлекуваат психолозите. Низата последици од корона кризата, како отпуштање од работа, безпарица и слично, доведуваат до губење на трпението и појава на агресија кај луѓето. Сега во пандемијата многу работи се смениле. Знаете, економскиот статут на семејството, немањето работа, нема каде да работат луѓето и целокупната ова ситуација влие врз основна на начинот на живење на едно семејство. И нормално, ако ги гледаш овие случаи зашто се тепал мајка со син или син со мајка, на крај на сето тоа ќе се излезе дека му барал пари и не мел да му дава. Значи, економијата е клучната улога, клучниот фактор што моментално во Гостивар имаме голем број на семејно насилство. Насилството во домот носи стрес за сите, но најпогодени се децата врз кои дисфункционалноста во семејството остава сериозни последици во понатамошниот живот. Во сите ситуации децата страдат повише од другите членови на семејството и тие се најневиновни. И по семејното насилство, и по разводот на бракот, и по другите проблеми внатрешни во семејството, децата се тие што страдат највише, од причина што тие морат, не сакајќи, ама морат да земат страна. Или ќе бидат со мајката, или ќе бидат со таткото, или ќе бидат против мајката, или ќе бидат против таткото. Не можеш ти сега едно дете 10 години да го држиш како посредник внатре во семејството, каде има 5 членови што имат по 45 години, а ти едно дете 10 години да доведеш во ситуација ај ти сега да ги средиш работите. И тој мора да држи страна. Во низата драми на семејно насилство, особено вознемирувачки, беше случај евидентиран во октомври лани, кога гостиварец ја нападнал сопругата откако немала да му даде пари, а потоа и керката, при што користел каиш и нож. Против лицето е поднесено обвинение за кривично дело од телесна повреда и загрозување на сигурноста. Започна рокот за пријавување на лица со ниски примања за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија. Лицата кои ги исполнуваат критериумите, потребните документи треба да ги испратат најдоцна до 9 февруари. Министерството за економија вчера го објави јавниот оглас за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица со ниски примања за 2022 година. Финансиската поддршка ќе им биде доделена на лицата со ниски примања, чии редовни месечни примања во домаќинството не го надминуваат нето приходот од 30.000 денари. И тоа за самец до 15.194 денари, домаќинство со 2 члена до 18.000 денари, домаќинство со 3 члена до 21.000 денари, домаќинство со 4 члена до 25.000 денари и домаќинство со 5 и повеќе члена до 30.000 денари.
Самците и домаќинствата со 2 или 3 члена ќе добиваат финансиска поддршка преку намалување на месечната сметка за потрошената електрична енергија во износ од 600 денари месечно, додека на домаќинствата со 4, 5 или повеќе члена ќе им биде помогнато со 800 денари месечно, сметано од денот на поднесување на барањето. Финансиската поддршка се доделува на месечно ниво по корисник во време траење од 12 месеци. Лицата кои ги исполнуваат критериумите треба да поднесат барање, потоа изјава заверена на нотар со која се потврдува дека целокупната приложена документација кон барањето е точна и веродостојна, потврда од работодавецот за висината на исплатената плата во 2021 година или извештај од банка за уплатени пензиски примања од фондот за 2021 година и извод од банка за сите трансакциски сметки направени минатата година од страна на подносителот на барањето и членовите на семејството. Меѓу документите што треба да се поднесат се и потврда од Агенцијата за вработување дека членовите на домаќинството не се вработени и фотокопија од последната добиена сметка за 2021 година за потрошена електрична енергија во домаќинството. Целокупната документација се доставува преку пошта до Министерството за економија. Рокот за аплицирање на огласот е 30 дена сметано од денот на објавување, а огласот со деталите и потребните образци е објавен на интернет страницата на Министерството за економија. Од денеска возачите ќе треба да платат повисоки цени за паркинг во Тетово. Зголемена е и сумата која треба да се плати за пајак службата за погрешно паркирање. На социјалните мрежи јавното предпријатие Градски паркинг Тетово ги извести граѓаните дека има промени во ценовникот на паркинг зоните врз основа на одлука донесена на Советот на град Тетово на 28.12.2021 година, односно дека се зголемени цените за паркинг услугите во градот, како и казните за погрешно паркирање. Оттаму информираат дека оваа одлука стапува на сила од денеска. Цена за зона А ќе биде 40 денари, за зона Б 30 денари. Во затворените паркинзи годишна карта ќе биде 3000 денари. На зонското во зона Б карта ќе биде 4500 денари на годишно ниво. Во зона А остануваат истите цени. Пајак служба. Казна за непрописно паркирање во земјава ќе биде 1300 денари, додека за преместено возило 1800 денари. Во објавата стои дека информационите табли се во изработка. Истите ќе бидат адаптирани додека се подобрат временските услови за нивна целосна замена. Вчера пак беше презентиран планот за зголемување на бројот на паркинг места во градот, а беше најавена изградба на катни паркинзи на 3 локации. Градски паркинг во моментов располага со 420 зонски паркинзи и 220 места на затворени паркиралишта. Со планот предвидено е да има вкупно 425 зонски паркинзи, 775 места на затворени паркинзи и 1610 на катни гаражи. Американскиот епидемиолог од Светската здравствена организација за COVID-19 Марија Ван Керхове истакна дека варијантата Омикрон не значи лесна форма на болест. И покрај тоа што има некои информации дека Омикрон предизвикува помалку тешка форма на болеста од Делта сојот, важно е да се знае дека на луѓе заразени со Омикрон им е потребна хоспитализација. Појавата на Омикрон циркулира на широко и многу ефикасно се пренесува меѓу луѓето, па тоа е она што предизвикува нагло зголемување на случаите на коронавирус во светот. Омикрон брзо ја надминува варијантата Делта во однос на циркулацијата. Една од работите што треба да се нотира е бројот на случаи кои се навистина пријавени, односно бројот на заразени веројатно е значително поголем, бидејќи на многу места во светот има недостиг од тестови, контрола и следење на заразените лица. Исто така има голем број кои се тестирале со домашни тестови, а потоа позитивниот резултат не е пријавен. Она на што предупредуваме е дека и покрај тоа што имаме некои информации дека Омикрон предизвикува помалку тешка форма на болест од Делта, тоа не е лесна болест и ова е навистина важно, бидејќи на луѓе заразени со Омикрон им е потребна хоспитализација. Значи сватете го ова сериозно. Наративот дека е како обична настинка не е точен. Наративот дека предизвикува само блага форма не е вистинит и затоа мораме на вистина да се бориме против тоа.
Сите заинтересирани за скијање и планинарење прво да се едуцираат за опасностите со кои може да се соочат на планина, велат представници на спасителните служби. Инцидентите со загубени планинари и скијачи се редовна појава во зимскиот период во регионов. Често се случува на планините да се изгубат лица кои недоволно го познаваат теренот или временските услови се неповолни. Таква ситуација се случи и пред неколку дена кога скијачи заради густата магла се изгубиле на теренот нарекуван Г на Попова шапка. Што е најважно да се знае во такви моменти и како да се постапи, зборува Борис Стојановски Цули, кој е дел од спасителната служба на Попова шапка и од подрачната единица на дирекцијата за заштита и спасување на планина Тетово. Кога има магла во планина, дури и на искусниот планинар и скијач не можат да ја оценат референтната точка, вели Стојановски. Многу треба да се внимава, посебно планинарите и скијачите, бидејќи понесени од адреналинот, се занесуваат и не мислат на последиците кои можат некогаш и често пати да завршат и со трагични последици. Кога има магла во планина и на искусниот планинар и скијач не може да ја одреди референтната точка и во непрегледност често пати може да ја изгубиме патеката и да не занесе, односно изгубената патека и нашата релација во дадена несреќа. Апелот на планинарите е секогаш да, кога има невреме, да не излегуваат во планина. Има многу клубови, планинарски, скијачки клубови, каде што се врши едукација на планинарите, така да ги избегнат овие несакани последици кои се дешаваат за време на скијањето или на планинарењето. Денес знаеме дека постојат многу уреди за ориентација, како што се GPS-от, нели, како што се паметните телефони и нивните соодветни софтвери даваат безбедно ориентирање во планината. Меѓутоа, и кога ги поседуваме овие уреди, кога ги имаме, не треба да предизвикуваме излегување во планина, да не поттикне да излеземе во планина, било да е тоа на скијање или планинарење, во услови кога се вакви. Сите треба да имаат сопствено чувство на одговорност, без разлика на опремата која ја поседуваат, вели Стојановски. Интересот за планинарење и скијање е многу голем, што радува, но Стојановски апелира сите кои сакаат да ги практикуваат тие активности, претходно да се едуцираат, бидејќи условите на планина се непредвидливи. Приведен 31-годишен гостиварец кој се барал за доиздржување казна затвор. Пријава за тешка кражба во трговски центар во Гостивар. Полицискиот билтен бележи 2 пријави за измами. Следуваат деталите. Вчера во 11 часот и 50 минути полициски службеници од СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, на улица ЈНА во Гостивар привеле 31-годишник од Гостивар, по издадена наредба од казнено-поправната установа Затвор Куманово. Тој се барал за доиздржување на казна затвор во време трајање од 11 месеци. Тој е спроведен во казнено-поправната установа Затвор во Куманово за доиздржување на затворската казна. Вчера во 17 часот и 10 минути полициски службеници од СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, на улица ЈНА во Гостивар, лишиле од слобода 41-годишник од Гостивар, кој што околу 16 часот и 45 минути извршил тешка кражба во трговски центар. По комплетно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 13 часот и 25 минути полициски службеници од СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, на улица 18 ноември лишиле од слобода 27 годишник од Гостивар, поради основано сомнение за сторено кривично дело измама, пријавена од жител на Гостиварска горна бањица во 11 часот. По документирање на случајот против инволвираниот ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 12 часот во полициското оделение Чегране, 43 годишник од Гостиварско Форино пријавил дека бил измамен од НМ од Гостиварско Чегране. Според пријавеното, за посредување за добивање на странско државјанство, НМ на ББ му побарал 5200 евра, кои пријавителот во 3 наврати му ги платил, но кон крајот на 2021 година, откако сватил дека бил измамен, му ги побарал парите назад, но не му биле вратени. Се презимаат мерки за расчистување на случајот.
Разведрување, но и ниски температури. Ваква е временската прогноза за остатокот од неделата. Утринските температури во Полошко ќе достигнат до -7 степени Целзиусови. Во ноќните часови ќе настапи делумно разведрување на времето, па во текот на утрешниот ден ќе преувладува сончево време со мала лобна облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Поради разведрувањето, утринските температури ќе бидат ниски, па во земјава ќе се движат во интервал од -10 до -3 степени, во Полошкиот регион околу -7 степени. Во текот на денот ќе преовладува сончево време, а дневната температура ќе биде во интервал од -4 до 6 степени, во Полошкиот регион околу -2 степена. Во петок ќе биде уште постудено во утринските часови, па интервалот на утрински температури ќе биде од -14 до -4, во Полошкиот регион околу -10 степен. Меѓутоа, во текот на денот ќе биде сончево и температурите ќе бележат постепено покачување, па во Полошкиот регион дневната температура ќе биде малку над нулата. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Овде е крајот на регионалните вести. Пријатно!